Председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, согласно член 175 алинеја 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, имајќи во предвид дека не се работи за сложен и обемен закон, се предлага Собранието да расправа по предлог на законот по скратена постапка. И дозволете ми накратко да го образложам предлог законот за изменување и дополнување на законот за образование на возрастни. Измените на законот се насочени кон подобрување на функционалноста на системот и негово усогласување со законот за стручно образование и обука. Станува збор за интервенции кои не се обемни, но се суштински важни за појасно и поефикасно функционирање. Се врши промена на рокот за доставување на годишната програма и извештај и наместо до крајот на февруари, тие ќе се доставуваат до јануари. Оваа промена значи навременост и поефикасно планирање на активностите. Особено значајна е промената со која се олеснува финансискиот товар за државните средни училишта, регионалните центри за стручно образование и обука. Со новите решенија, тие ќе учествуваат со најмногу до половина од трошоците за верификација на посебната програма на установата или институцијата за образование на возрастните и половина од трошоците за проверка на исполнетоста на условите за акредитација на избраниот понудувач на услуги за валидација. Дополнително се прецизира кои субјекти, акредитирани установи, можат да ја вршат валидацијата. Ова значи поголем квалитет, сигурност и доверба во процесот на признавање на знаењата и вештините стекнати надвор од формалното образование. Важно е да се нагласи дека овој предлог на закон не предизвикува финансиски последици врз буџетот на Република Македонија и други јавни финансиски средства и не предвидува дополнителни фискални импликации по буџетот. Ве повикувам да го поддржиме сите овој предлог на закон. Ви благодарам.